За вашето утрешно мени, како главно јадење, ви предлагаме да подготвите полнето пиле со сос. Морковот го сечкаме на коцки. И коренот од целер го сечкаме на коцки. Главицата кромит ситно ја сечкаме. Круговите шунка ги сечкаме на коцки. На коцки ги сечкаме и лентите сланина. Макдоносот ситно го сечкаме. Ситно ги сечкаме и чешнињата лук. На загреано масло во тава за пржење го пржиме и сечканиот кромит. Откако ќе омекне ги додаваме парчињата морков и половина од исечканиот лук. Промешуваме. Потоа во тавата ги додаваме исечканиот корен од целер и сланината. Промешуваме. Откако ќе се запржа, додаваме половина од исечканиот макдонос. Уште еднаш промешуваме. Ја тргаме тавата од оган. Ги додаваме лебните трошки и парчињата шунка. Јајцето го кршиме, го додаваме во тавата. Промешуваме. Пилето го посолуваме од внатрешната и од надворешната страна. Го полниме со филот од тавата. Полнетото пиле го врзуваме со готварски конец. Керамичката тава за печење ја попрескуваме со масло. Го ставаме пилето во тавата. И пилето го попрескуваме со масло. Во тавата налеваме 100 мл вода. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 220 степени. На загреано масло во друга тава на оган го пржиме преостанатиот исечкан лук. Ги налеваме доматниот сос и виното. Со алатка за пире го гмечиме компирот. Го додаваме во тавата. Промешуваме. Откако сосот ја добие потребната густина, ја тргаме тавата од оган. Ги додаваме киселата павлака и преостанатиот сечкан макдонос. Мешаме со жицата додека сосот не се соедини. Од полнетото пиле го отстрануваме конецот. Чинијата за сервирање ја украсуваме со листови рукола. Го сечеме пилето на половина. Го ставаме на чинијата. Декорираме со половинки ротквички. Врз пилето нанесуваме од сосот. Декорацијата на полнетото пиле со сос ја завршуваме со кругови лимон. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 100 минути. Добар апетит!